почитувани медиуми, почитувани новинари, ви благодарам за можноста што има можност да го реализираме овој прес денеска пред вас. Пресот е по повод престојниот фестивал Денови на комедија Куманова. На овој прес би сакале да му дадеме значење и да го представиме овогодинешниот лауреат на фестивалот, а тоа е господинот Коле Ангеловски. Пред тоа би сакал да ви ги представам и луѓето кои се во советот на фестивалот оваа година. Тоа е актерката Александра Пешевска, актерот Благоје Чоревски, актерот Ивица Димитриевиќ и тука се уште двајца членови кои во моментот не се присутни. Тоа е Цоки Ристовски од општина Куманово и Јакуп Јакупи од театар Куманово. Навистина имаме огромна чест што оваа година лауреат на овие 26 денови, фестивалски денови, денови на комедија, е господинот Коле Ангеловски, човекот кој ја започна идејата за овој фестивал пред 26 години, човекот кој активно бил вклучен во процесот на развивање на овој фестивал и навистина му благодариме. И навистина уште еднаш повторувам, ни е огромна чест што наградата Васил Илјовски ќе припадне во негови раце. Што се однесува во програмата за овогодинешниве денови на комедија, имаме 11 театарски представи. Отварањето започнува на 27 септември во среда со представата од Велес, Синиот портокал. Таа представа ќе го отвори фестивалот. Сите останати представи дополнително ќе ги кажеме и ќе ги објавиме на нашите Facebook страници и ќе ги имате вие како медиуми. Сега би сакал да му дадам збор на нашиот лауреат, господинот Коле Ангеловски, и понатаму и на неговите колеги, актери, на луѓето со кои играл, со кои соработувал, луѓето кои најубаво ќе кажат се за него и за неговото дело. Благодарам. Повелите, господи. Јас сум еден од основачите на овој фестивал. Значи, пред 26 години се собравме тука една група театарски работници кои што ја сакаат комедијата, иначе јас скоро цел живот се бавам со комедија. И тогаш беше директор на домот Јован, не знам како се презиваше, Ристо Стефановски, легенда на македонскиот театар, Горан Илич, Младен Крстевски, Дац и јас. И се договоривме дека тоа треба да биде, овој фестивал да биде на почетокот, да биде и до ланската година, фактички беше повеќе смотра на хумор, сатира и комедија. Немаше награди, од ланската година се воведува и награди, што е добро. Јас најверојатно имам повеќе представи за овие 26 години, отколку 26 години. Скоро секогаш се случуваше по 2 представи најмалку да бидат во репертуарот на фестивалот. Една година се погоди така 4 представи мои, па се шегуваа луѓето, викаме, зашто не го крстите фестивалов Коле Ангеловски? И ете така, мислам, тоа е голема работа. Ја многу сакам кога луѓето се задоволни од некоја представа, кога се смеат, кога се среќни, затоа што како год да го свртиме, сите времиња, било кое време не беа баш многу среќни, и кога ќе видев онака полна сала, па седат по скалите и ова, и на секоја реплика, на секој добар актерски штос се смеат, мене големо задоволство ми се правеше и така да сум среќен. Скоро со сите театри од Македонија сум гостувал на оваа сцена и толку. Мислам, дај Боже сега овој фестивал да си продолжи, да ги исполнува луѓето со среќа, со задоволство и со смеја. Ви благодарим, господин Чоревски, Ивица, Александра. Да, мето е. Јас мислев да почне најискусниот од нас, највозрастниот и најблискиот човек на Коле. А затоа тебе ти даваме. Заради тоа ли добре?
Па добро, јас би сакала да истакнем и некои други работи. Мислам, познато ви е дека Коле скоро доста пати, па и ние доста пати, мислам, јас секојаш би се навратила на него како режисер. Мислам, и сите ние актерите, особено си го сакаме и си го почитуваме како режисер, пробите кај него посебно, затоа што си има посебен метод на пробање. Секојаш е весело у процеси со Коле. Се сеќавам една година, имавме една несвечна околност, еден бивши директор на театарот, ме заложи во големи долгови до душа и назначија после еден друг директор и директорот немаше друг начин, освен да го ангажира Коле секоја година на почеток на сезона, да правиме представи за публика, да враќаме пари у театарот, да расчистиме долгови. Така да Коле не само што е исцелител и ги исцелува луѓето преку смеја со неговите проекти, туку има и друга многу важна економска страна, мислам и драмски театар со неговите представи, полни каси и ден денеска полни и така натаму. Исто не знам дали знаете дека актеров, сценаристов, режисеров, што друго, писателов, е преку 60 години, скоро 60 години кариера имаш, така? Да, од 61. Од 61, така. Ова е најангажираниот македонски актер се уште на филм. Значи никој го не е ангажиран повеќе од него последниве 60 години, тоест во последните 100 години можеме да кажеме. Мислам дека првиот филм кај што играш е 61 година, така? 61, да. И искочена во 62 година, Да, Саша, така Саша. беше наклопот? Така. Тогаш си има појавено Коле Ангеловски прв како актер. Тоа можам да ви кажам една вака интересна приказна за тој филм. Значи, извини што те прекинувам, Тоа ми е идејата. ама баш е интересна. Ја тогаш бев студент на прва година академија во Белград и не знам, некоја пауза беше ја со гитара, студентиве сите качени на маса играат, пеат и влегува еден професор кој не беше на нашата класа на прва година, него на втора година им предаваше. Вика, ко си бре ти? А ја викам студент. Па шта ćeš ти овде? Па рекол, мало да се забавljamo. И ме гледа и вика, знаеш ти где е Авала? Авала филм. Ја рекол, знам, а поима немам кај е. Каже, одма да идеш сад у Авалу и да се јавиш редителју Раденку Остојич. Добро, и заврши тоа. И ја прашам овие колеги, и ми кажам, бе, кај е Авала? Ми објаснија и одам таму сега. Раденко Остојич, филмска екипа спремна да снима тој филм Саша, ама им фали баш еден од тројцата главни глумци. И правеле пробни снимања со многу млади дечковци во тоа време, не бил задоволен режисерот. И кога влегов ја таму, он ме гледа, вика, ти си Треф. Викам, супер што сум ја Треф, ама поима неам кој е Треф. Ево ти книга снимања, прочитај и сутра одма на костимска проба и ја за еден ден добив главна улога во филм кој што направи растур низ Југославија. У тоа време 8 милиони југословени го гледаа тој филм. Имаше 176 премиери по разни места низ Југославија. И у тоа време, бидејќи немаше телефониве, немаше Фејсбук, немаше ништо, ја дневно добивав по 150 писма од обожаватели. Поштарот вика, мамбе, ми се искриви рамове и секој ден да ми носи писма. Иначе тогаш филмот доби неколку награди. Ја добив награда како најдобар на фестивалот у Пула, кој у тоа време беше еден од врвите светски фестивали. Добив награда за најдобар дебитант и така ми почна кариерата.
И после тоа се снимаа филмови. Ето, тоа било многу важен момент, гледаш. Многу важно. Некоја И среќа. уште нешто. И колку сними до 70, 12, 13, до 68, 69-та? Шо? Гледав некои податоци. Скоро 12 филмови имаш. Ама тие првите години снима по 2, по 3 филма годишно. Да, и сакам да кажам дека за мене специјално направија исклучок на академија, затоа што нели до втора година не пуштаат да снимаш, да играш по театри, ама среќа имав што тој професорот, кој што ме прати кај режисеров, он беше сценарист на филмот и така некако ме протуркаа. Да. Снимив доста, со се некои телевизијски филмови, околу 60 филма имам снимено, од кои што барем 40 не се главни улоги. И плюс има режирано. И плюс има режирано. Филм. И плюс 130 представи имам направено. Само Љубиша Георгиевски има поише од мене. И плюс имам преведено околу 60 текстови кои што за прв пат се преведени и поставени, не сите, во Македонија. Така. Може кратко само да, ако смеам да се вмешам, Коле кажа 130 представи, нема театар во Македонија, мислам каде што нема работи, нема актер, не верувам дека има актер кој еднаш барем немал шанса да работи со Коле. Коле сам рече за, и Сашко кажа за кариерата на Коле, во една прилика која работевме заедно и патувавме на кај Скопје стално, од после проба и цело време го терав Коле да раскажува некои приказни, што јас ги слушнал од други луѓе, ама да ги слушнам од прва точка и цело време викам, мора да напишеш книга. И Коле после некое време вика, абе, готова ми е средина, ама само да иштапам. И ете ја иштапа и ја направи таа книга. Таа книга се вика Кога Орсон Велс ме пркаше. По улиците на Мостар. На Мостар. Така да имаме, мислам, Коле една, да го потребам тој израз, жива легенда, но тоа е на вистина така. И мислам дека не само овој фестивал, оваа година што ја добил оваа награда, мислам дека Коле е еден редок бисер кој треба да го чуваме и негуваме, да го имаме пред мене е иднината. Да, пред не, дуре тука и да извлечеме се најголо и најдобро што можеме од него. И ти благодарам за таа книга што ја напиша. И не само за таа книга, него за се друго, но мене ми беше многу значајна таа книга. Зашто да видат луѓе некои работи кои се забораваат многу лесно кај нас. Напишав и втора книга. Ја не знам дали сум досаден, ама се надевам дека не. Напишав и втора книга, баш апропо тоа некои луѓе забораваат. Таа книга се вика 50 години во Драмски и Клоцата во 3 точки. Дочекав, значи, после 50 години, после се што имам направено од Драмски театар, да ме избркаат од Драмскиот театар, некој од тие директори, и да, ако е така, така е. На помладите останува светот. Да, на нас помладите останува светот. Јас сакам да кажам дека сум бескрајно благодарен на Коле, затоа што Коле не ми е само режисер, Коле ми е другар, Коле ми е и брат. Сум играл во многу негови представи, сум постигнувал големи успеси, секако благодарејќи на тоа што тој имал време и нерви со вакви идиоти како што сме ние кумците, да се занимава и да ни дава се од себе, иако не се карал со нас. Последната представа која направивме беше, се викаше Птица со главата меѓу нозе. И сакам да ви кажам една работа, колку оваа држава мисли за таквите луѓе. Он сам направи 60 години во театарот. Јас тогаш нагласив дека во моментот кога Коле прави 60 години, по истата представа, и тоа ми е најдраго мене, што јас играм, а јас направив 50 години во театарот. Значи, заедно ние имаме
110. 111 години. 110 години заедно. И мене ми беше многу драго кога едногласно изгласавме ова и немаше другаче и како да биде освен едногласно да се добие оваа награда која што секако дека него ќе му значи и на секој кој што ја добива му значи, али посебно со ова одбележуваме нешто кое што е навистина врв во македонскиот театар. И сум горд, едноставно сум горд што сум и другар и колега со него и не трпел. Добре, што не трпел. Да, така се луѓе треба да си ги куваме, да си ги пазиме, дур се до нас, затоа што, еве, како пестурок животот, си одат многу брзо легендите и луѓето што стварно направиле нешто. Ја велам таа фела. Ама таа е таа фела, мислам вашата генерација, нели? И режисери, и сценографи, и така натаму, да ги споменаме сите за убаво, направиле многу, меѓутоа не се створија некои нови, баш, како да речем, од тој тип што ќе бидат достојна замена за луѓето. Исто мене уште подраго ми е, верувам и на сите, а посебно на Куманово треба да ми значи, што е основоположник на фестивалот, што исто, и се уште некои луѓе, Чоре беше за времето, мислам, после ги зема уздите кога беше најважно, кога се беше фестивалот на Климови нозе. И можам да истакнам дека овој фестивал е меѓу најгледаните и најпосетените во државава, мислам, тврдам, според податоци, според статистика, сами гледате како е, кога ќе се пуштат картите во продажба и кога ќе се објави програмата, дека има огромен интерес. И не стигнува интересот, него од година во година е се поголем и поголем, и тоа ми е особено чест, и затоа што сум дел од овој град, и од овој фестивал. Ако имате некои прашања? Да, ако имате некои прашања, слободно ставете. Ја сега ми сакал да кажам дека оваа година ќе имаме театарски представи во Бугарија, Србија, Хрватска и театрите од Велес, Штип, театар Комедија, театар од Тетово, Драмски театар и театар Куманово, и на крајот ќе имаме една представа која е во конкуренција на 15 октомври, каде ќе ви доделиме пред тоа наградите кои се Од чест на наградените. Од чест на наградените. Таа представа ќе биде, нема да биде во конкуренција фестивал. Доколку имате некои прашања за нашиот лауреат, за нашите. Прашање прван честитки Ангеловски за наградата на Саблудевски. Кратко прашање директоре, неколку години најавувате дека ќе има онлайн продажба на билети. Дали понесува оваа година ќе се воведе таква? Нема да введеме оваа година онлайн билети, бидејќи разговаравме со некои банки, така да провизијата е поголема и ќе треба да поскапат билетите, така да и оваа година останува билет од 200 денари, ќе се продаваат на билетарата, ќе има доволно денови да купат граѓаните, по 2 билети ќе може да купи секој и се надевам дека ќе има. Во секој поголем град во Европа што гледаме, не е никаков проблем човекот да застане и да сочека 10 минути за да купи билет. Супер е кога има колони за карти во театар. Имате един за следната Да, година, да. ќе се види како се чека. Во петок на 22 септември ќе бидат пуштени билетите во 12 часа. Следниот петок. И ја имам прво да се единам што во Ангеловски и колку представи игравте на денови на комедија, колку режирате? Па повеќе него што има фестивалот, фестивали. Зборам на фестивалот колку вие сте. Па тоа сакам да кажам, повеќе, ја мислам не водам евиденција, ама скоро секој фестивал имаше барем по 2 мои. А колку имате со Кумановски некој? Има едно, Само во мое време има едно 5. Така, ја Да. имам играно во 4, сигурно. Да. Да. па едно 5-6 6-7 Значи, во сигурно. последниве, сега ќе, како да кажам, 15 години, да речеме 17. Има еден, ова мака за сите, има еден чуден феномен. Кога ќе добиеш награда, не те сакаат повеќе. Така е. Потврдувам. Не, ама тоа е... Зошто сметате дека е така? Не, мислам, тоа е, како да речем, аксиома. Тоа е... Само кај нас важи. И важи многу. Еве, например, првата награда за режија што се додели сега, ланската година, ми ја дадоа мене.
од Струмица представата. Конкурирав со еден, додуше, мој текст, за кој што драматургот изјави дека е одличен, како се вика, одлична представа за публика. И они немаат уметнички совет, него работничкиот совет одлучил дека оваа година, мислам, ми го држаа текстот до последниот ден за пријавување, да не можам да се пријавам со тој текст на друго место, и вика ќе си правиме представа ние со наши средства. Ето. Така да не е баш некоја голема среќа да добиеш награда. Дали од секогаш така било или е во последните? Па, ја имам едно долгогодишно искуство такво. Еве и у Куманово. Последен пат кога ме викнавте? Горан кога беше, одамно, тогаш правихме последната првата представа. Ето. Ја веќе дојде. За Цоревски, не знам, игравте во една представа, веќе сум заборавила. Како гост? Во Куманово? Во Куманово игра на денови на комедија, сега не текна на представата. А, јас мислам зборуваш за... Да. Носителите на стила. Што очекувате, дали има континуитет денови на... Апсолутно има. Ако мислите што очекувам од Министерството, не очекувам ништо. За задржували континуитетот на този представи? Апсолутно. Па еве вие програмата, вие не ја видовте, видете ја програмата. Ова да го направиш со тие пари, огромни пари што му ги дадоа на Сашо како директор, мислам дека се уште имаме геоничари во областта на културата, во областта на здравството и во областта на образованието, да. Не ми доаѓаше образование, зашто кој ќе кажеш образование е многу широк. Така да, ова коле што го кажува, мене ми се има случајно 79-та година. Ова ќе ви го кажам, зашто тоа ми го кажал еден од големите актери и за среќа моја, кум мој, Петре Прличко, кој што ме крстил, ќерка му ме венчала, кога ја добив Стелината награда за диво месо во ова, нели, после тоа обавезно има со тие кои што сте наградени и сега ми вика, кумчела малку. Сега мислимо ја. Ја не го разбрав. Шо бе куме, шо да мислам? Ќе видиш сега, шо ќе ти прават, вика, и во театрите, и во... Веројатно тоа е типично за Балкан, можда. Најмногу можда и за Македонија. Никој не го сака твојот успех, и ако е успехот направи, тој не сум го направил сам, јас сум го направил со него, со колегите, со грасите. Тоа е на сите успех, ама некако... сега Коле ќе режира. Алергичен сте на други успех. Да, се Коле ќе режира, режирал многу. Не гледаш од таа позиција дека Коле донесол во театрите и на поединците, како актери, им донесол многу повеќе, им дал многу повеќе од колку што зел од нив. Така да, јас бев среќен што бев и актер со него, сум му бил и директор. Двајца директори, цел живот сум поминал со двајца директори, Ристо Стефановски и Чоревски, 18 години. Знаете што значи тоа 18 години да биде директор? Знаете кој ќе ви донесе? Ама какви глупости правил? Тоа не морам една не анегдота, вистинска случка. Морам да ви ја кажам пошто е многу смешна и многу е откачена. Чоре стално сакаше да си прави такви некои шеги и отпечативме за Болва Уво за 250 представа, отпечативме некои благодарници на тие што учествувале у Болва Уво и му останаа негде околу 20-тина. Такви у кожно... 30. Добро се нема. Фино у кожна опаковка. И сега не знае што да прави, со дац се договараат и напишале таму нешто трт. Ваков убав ден беше, у бифе седиме и сега гледаме што се случува у канцеларијата кај Чоре. И преку портирот
доаѓа портирот на Бранко Ѓорчев, Бог да го прости, вика, директорот те вика. А Бранко нешто направил некоја, умеѓу време некоја будалаштина у театар, и си ја има болата уво, и сега дошол и вака седнуе, сега ќе го кара Чоре, и Чоре вака му вика, еве ти го на. И Бранко како го отвара ова, сега отказ шолие, значи вака гледа, и како што седеше вака скиснат, одеднаш Ми да. вака прави, овој му напишал, актерот Бранко Ѓорчев се унапредува во прва категорија глумец, а он беше негде трета. И одеднаш прва категорија и вака седи и гледа. И сега така почна. На Марин Бабич отказ му даде. На, не знам, на Сабина... Наташа од петта категорија. Ги симна уваква е. Абе, ломим направи у театарот, е тој директорот. Не, само тоа беше на Дац идеја. Дац ги гледа, тие стоја тука на масата како што стојат овие. Абе да им направиме на Ѓорги Јолески. Он за Ѓорги Јолески беше, Ѓорги не дојде. И како се не дојде, таа остана тука. Ја ги гледам Дади, брат Богдан Душев. Дади, Таше, тука сите Марин. И на сите, секретарката ми вика, не, вака ќе го завртиш, викам, да не се гледа печатот, и ќе ги викам сите, Сабина, Айрула, Министерството, а пишуваат, го зема, го чита, како сега овде кажуви. Нуцекот, Рајко Прокопиев, денови на комедијата, ви доделува, театарскиот совет ви ја доделува оваа благодарница на Бранко Ѓорчев. Сето тоа го чита, буквално чита, дека СФР Југославија беше тогаш социјалистичка република, све чита. И кога го па се, али праша. Ме праша, Бог да му душа прости, а Дац, која категорија? Викам, Дац е исто, добро. Исто, добро. Значи, брат му, како му ја дар, неа ни виде. Чао, дечки, си отиде, си влезе во кола, Таше, петта категорија, мамето негове разбра дека има бифе, имаше Таше, метро на метро не беше бифе тоа. А Сабина не можеше да ме повере. Викам, јави му се на министерот, еве, гледаш дека од министерот имам добиено, све од министерот. Псуење, Кога разбра, после кај да бегаш. Да, Драмски е познат, посебно Драмски е познат по многу такви. Абе, све ни правеше. Ванчо, они имаат со брат му иста кола, 101. И клучот е ист. Може уште една, апропо пцуење. Втора книга, трета книга трга. Ја направите, да? Не, правевме една представа Собирен центар. Голема представа, со многу глумци, со многу добра представа и со награди вамо држни. Има да гледаме Собирен центар. Това е И сценариот. и сега више дојдовме пред крај на пробите, последни проби, со костими, со музика, со светло се иде. И јас знам дека имаме одлична представа, нешто глумат, нешто се влечка. Јас се нервира, па баш ке имав тогаш проблеми со срцево, ќе умирам, не можам да издржам држ, не дај. И завршуе пробава и Ѓокица играше еден циган армоникаш, искача едно бело сако, црни панталони, шеширче и века, и мајсторе, како? И ја бројувам се 1, 2, 3, 4 и кога сум почнал да пцујам. Ама све што знаев, значи најгрдите пцовки што можев да им ги кажам, на сите по една кола сум ви купил без станови, сум ви дал, не знам држ не де. А у представата користевме микрофони за, пошто е таму приказната на другиот свет,
кога се таму на тој свет, со микрофоните, да се добие некој ехо малце вамо нам. Тонците од почеток, како почнав, они уклучиле магнетофоните и се што сум чуел се снимиле. И добро, представата излезе, многу добро поминавме, а се договаравме, пошто Ристо Стефаневски, директорот, одеше у МНТ, последната представа му беше, и одеше у МНТ да направиме едно дружење после премиера на мала сцена. Ако картите за премиера беа 300 денари, за дружење со глумците 1000. И многу луѓе се налютија, зашто? Зашто таму само 100 души можеа да влезат. Сите сакаат да дојде и Зафир Хаджиманов, па не знам, држ не дај, а со музика го направивме, таму има еден од... Да, и сите пеачи, и инспициентот Томе Молац искаче и вика, ви се допадна, гледам дека ви се допадна представата, ама да не мислите дека се било мед и млеко, еве, чујте како заврши една проба. И овие го пуштаа тоа. Леле, значи, публикава паѓа од смеење, а ја не знам кај да се пикнам. Зашто гадоти кажав. Ама ете испадна добра представата. Ќе го завршиме пресети колегите, но еве, јас би сакала да ве прашам, бидејќи 6 децени, 5 децени имате работно искуство, да го вратиме времето назад, според тоа искуство што го имате, ги кажете вашите среќни моменти, вашите разочарувачки моменти, дали повторно би сакале да бидете тоа што сте? Не. Тоа што сте? Не. Не, затоа што тоа е, како да кажам, се си има една историја. Значи, сум почнал така као филмски актер, уствари у детска радиодрама почнал прво, па филмски актер, па од после актерството од филм, пред да ме примат во драмскиот театар, снимив еден игран филм, кој што се викаше Колнати Смирина или Татко, кој што многу маки имав додека го реализирав, ама и многу задоволства. Тој филм е, да речеме, се уште најпродаваниот македонски филм. 170 земји го имаат откупено филмот. И сакам да речем, значи, почнав со филм како режисер, па после направив една серија во ме примија на работа, играв некои улоги, па направив 3-4 детски представи со кои направивме Ломнис Југославија, и од тогаш се редеа представи. Не би сакал да се враќам, затоа што не би можел да го направам тоа што го правев тогаш. А зошто еве не сакате, например, да бидете тоа што сте били? Ако имале нели? Како машина на времеплов, па врати се, така може. Ама да бидам така млад и згоден како што бев. Не, ќе ви кажам, не, мислам дека скромно го кажува тоа. И сега да му кажеме, ќе дојде во театар, повеќе од нас седи и работи, да ни кажува, нема врска тоа. Така сега вика, сака малку да се одмори, веројатно. Не, 80 години, што се освои? Јас кој ќе стигнам 80 години, нема ова да го кажам. Баш напротив, ќе сакам уште да работам, ако ме држи умот. Нема, не, така вели сега од скромност, мислам дека е тоа. Не, секој актер, секој посебно он што направил за драмскиот театар, за филмот на Македонија. 2 милиона евра су им донели. Чист приход. И повеќе се, кој знае колку се. Така да, мислам дека од скромност повеќе го кажа тоа, отколку дека не се. Ај, доста и ќе ви... Не, сака... Имаме приказни, знаете колку? Сега дајте ми некој текст, ако му го дадам да му се допадне, ќе го изрежира одма. Ви благодарам на сите и се гледаме на отварањето на 27 септември.